може веднаш да го најавам мојот гостин со кој што ќе ја продлабочиме оваа тема или пак ќе зборуваме повеќе за овој проект кој што е во тек. Зборувам со Марко Панковски од Институтот за демократија и исто така она кое што е наша тема е тековната кампања која што е од општествена одговорност и во склоп на проектот наставен како подобрен капацитет за управување со кризи на општините. Што представува овој проект, која е целта на проектот и каков е тековниот процес на исто така кампањата, ќе позборуваме во продолжение со Марко. Марко, добро ни дојдовте во утринската програма. Добро ве најдов. Би сакала на почеток малку да го опишеме проектот и за иницијативата и самото создавање на еден ваков проект кој што се реализира и во кој што се вклучени и општините, но и граѓаните. Да, значи овој проект веќе трае втора година и тргнува на основна идеја дека што и да се случи како несреќа и катастрофа, најпрво се случува на локално ниво и општините се тие што треба да се подготвени први да реагираат со цел да им помогнат на граѓаните, но покрај за реакција проектот има голем фокус и на превенција, бидејќи се тргнува од некое непишано правило дека превенцијата е секогаш поевтина и поефикасна од реакцијата. Да. И за тоа со поддршка на британската амбасада во Скопје, веќе втора година работиме со 8 општини, вклучително и градот Скопје, со цел подобро да ги подготвиме овие единици на локалната самоуправа да се справат со овие состојби. Моментално тоа го правиме преку стратешки планови за наредните 4 години. Овие стратешки планови треба да им дадат на општините на рамка како што да прават во наредните 4 години со цел да го подобрат својот капацитет да спречат вакви катастрофи. Голем дел од тие работи веќе општините ги прават. Тоа што е новина во овој план е што дава еден контекст и дава една визија за како да се подобри и вклучува некои нови активности, вклучување на нови групи во целиот процес, например ранливи групи и слично. И генерално ја зголемува одговорноста на општината да комуницира со граѓаните за да се подобри заштитата, бидејќи граѓаните исто така се клучен сегмент во заштитата и спасувањето и генерално со управувањето со кризи, бидејќи само информирани граѓани можат општините да се потпрат со цел да подобро да ги превенираат овие состојби и да направат еден систем каде што доколку се случи исто така што да направат, кога што разговаравме претходно на квизот. Затоа и го направивме овој мини квиз, да речеме, со 5 прашања во соработка со вас, се разбира, за да имаме една вистинска слика за тоа кои се најважните работи кои што би требале да ги знаеме во случај на криза и колку пак сме подготвени со такви информации, кој број треба да го завртиме, што е тоа што треба да го направиме и впрочем што е наша одговорност во одредена ситуација кога веќе се повикуваме на кој што овој период ни се случуваше или во зимата, а тоа е снегот кој што се разбира треба да си го исчистиме пред нашите домови. Јас би сакала ве може да ги споменеме општините кои што се вклучени во овој проект и бидејќи рековте 8 општини вклучувајќи го и градот Скопје, тогаш би кажале на кој начин се одбира општините и дали постоеше одреден критериум по кој што вие се водевте? Да, работевме до сега значи со 7 општини и градот Скопје. Од нив 5 веќе го усвоја на седница на совет овој план, тоа се Карбинци, Кавадарци, Велес, Маврово, Ростуше и Гостивар. Моментално работиме со град Скопје за да се евентуално се усвои планот на седница на град Скопје и исто така и со Кичево. Општините се бираат по повеќе критериуми. Генерално гледавме профилот на ризици да ја отсликува целата територија на земјата, во смисла ако избереме одредена општина што е на планински регион, со цел тие потоа како пракси да може да се пресликаат во останатите општини. Тоа беше еден критериум, генерално ризиците што се на ниво на таа општина може да се пресликаат на други општини, исто така бројот на население и слично, значи неколку критериуми што со овие 7 општини и градот Скопје ќе можеме да кажеме дека мерките што ќе се предвидат за овие општини ќе бидат апликативни и за останатите општини во земјата, бидејќи идејата е
вакви планови да се работат и со останатите општини, дали со наша помош или општините сами евентуално да можат да изработат вакви планови со цел да зголемат својата подготвеност. Ние за тоа изработивме еден, ете да го кажеме, прирачник, насоки како општините хоризонтално што да направат на хоризонтално ниво со цел да се подобрат во овој дел. Тоа не мора секогаш да бидат стратешки планови, но има низа мерки како во секојдневната работа на општините, дали кога се прават урбанистички планови или генерално во плановите за економски развој и слично, да внесуваат елементи на заштита и спасување, превенција на кризи и слично, со цел на, ете да кажеме, на општо холистичко ниво ова да се применува во секојдневната работа на општината, бидејќи само така ќе можеме да обезбедиме дека овие принципи одржливо се применети во наредниот период. Да. За да има една добра соработка и едно добро течение на овој проект, се разбира сето тоа вклопено во една кампања која што треба да допре нели до граѓаните на самите општини, но и генерално до сите граѓани, треба да има нели согласност и соработка од двете страни. Во случајот вие кои што се организатори и иницијатори за проектот и од друга страна општините па и граѓаните. Сега каква беше на старт при самото договорање или предлог за самиот проект, одговорот и расположението кај општините за еден ваков проект, бидејќи нивната исто така улога во проектот е клучна. Да, од тие општини што им пристапивме, кај повеќето немаше никаков проблем, сите се ентузијастично настроени кон ова, сакаат, ја сваќаат потребата и секоја помош добре дојдена што може да им помогне во таа насока. Секако општините имаат многу ограничени капацитети, а исто во меѓувреме имаат и многу ингеренции. И тоа е една од најголемите грижи на општините, како овие мерки и активности ќе може да се применат. Но тоа што во нашата дискусија произлезе како заклучок е дека не мора се да се примени и делумно да се примени, сепак ќе се подобри квалитетот. Општините мислам дека ја очекуваат и добре дојде име секоја помош и ние генерално немавме проблем во соработката со општините. Еве како што кажав, веќе 5 општини го усвоја планот на совет, што веќе тоа значи официјален документ според кој ќе се раководат во периодот што предстои. Така што мислам дека сите вакви проекти, еве може некој апел и до другите општини, да пристапат на општините со кои ние соработувавме или можеби ние ќе имаме можност да соработуваме во иднина. Веќе некои иницијални контакти исто така имавме и со Струмица и со Куманово, така што се обидуваме овој пристап да го прошириме и на други општини, особено поголеми како што се Куманово и Струмица, со цел еве да кажеме што повеќе територија и население да опфатиме со овие планови. Да. Сега проектот се одвива онака како што треба и она кое што е и цел меѓу другото дел од целта е да што повеќе информации стигнат до граѓаните. Затоа и постојат овие прашања да може секој од нас рековме да се преиспита колку знае. Веројатно, кога ќе си поставиме таков квиз и кога треба да одговориме на прашањата, ќе размислиме пред да одговориме и верувам дека голем дел го знаат одговорот. Но каков е вашиот впечаток во однос на, нели, кога се планира ваков проект, веројатно треба да се има некаква слика за тоа колку се или не се граѓаните информирани, па каде поточно треба и на што поточно треба да се работи. Каков е вашиот впечаток во однос на тоа колку и зашто сме повеќе или помалку информирани? Да, граѓаните генерално знаат за многу работи што треба да се направи. Особено ако зборувате со повозрастните, често во нивното образование порано имале предмети поврзани со овие мерки што сега ги вклучувавме, но постои некој генерацијски јас кај во нашиот образовен систем не е толку застапено ваквиот тип на образование и може да се каже дека генерално има познавање што да се направи, но има многу и митови, а митовите се најризични во смисла што треба да се направи, дали тие се шират преку социјални мрежи и слично. И затоа решивме дека многу е важно да ги вклучиме и граѓаните во целиот овој процес.
И затоа изработивме ние еден прирачник за граѓани кој поминува низ 7-8 најчести катастрофи на тлото на нашата земја, со цел подобро да ги запознаеме и имаме и активна кампања во тој дел. Имаме едно анимирано видео каде што се представува улогата на граѓаните, потребата колку тие да бидат подготвени. Исто така имаме некои визуелни продукти кои активно ги промовираме на социјални мрежи, како еден вид на чек-листа, дали сум подготвен, што да направам, како превенција, кога ќе се случи и од после, тоа е исто многу важно. И тоа ни е со намера да прво да го подобриме самото знаење, но второ исто така многу важно да креираме еден притисок од оздола кај граѓаните за општините, но не само општините, централните власти да направат повеќе во овој дел, бидејќи знаете, овие работи, активности се често невидливи и општините многу им е полесно да направат нешто што е повидливо, дали е тротоар или да стават клупа или нешто, некоја таква инфраструктура, овие процеси видливо да се видат резултатите од резултатите, овие се често скапи и невидливи процеси и граѓаните не ги очекуваат од нивните локални заедници и затоа ја имаме оваа кампања со цел да креираме еден таков притисок за граѓаните да очекуваат повеќе и извадивме листа од ветувања на градоначалниците што се поврзани на претходните локални избори, со цел граѓаните подобро да следат што им ветиле нивните градоначалници. Така, но има ли нешто поважно од тоа да знаеме како и на кој начин да изреагираме доколку се наоѓаме во опасност по живот, бидејќи токму тоа се и информациите кои што всушност ни требаат при управување со кризи или ова за кое што зборувавме. Можеби и треба да се размислува поприоритетно во поглед на тој дел, не само да се види што е направено како велите вие видливо за дека ете општините ја завршиле во тој дел својата работа, ова е подеднакво важно, па дури и поважно кога станува збор за информирање на граѓаните, вклучување на овие проекти, изголемување на свеста и на тоа поле или по тоа прашање. На вашата веб страна на Институтот за демократија, Societas Civilis, ја има подетално обработена оваа тема, конкретно повеќе информации за проектот. Ние на крајот на разговорот за само неколку минути ќе го погледнеме и видеото кое што е подготвено. Јас реков едно сликовито видео за да може така преку слики, преку едноставни пораки да ни остане врежено во умот, да не дај Боже треба да изреагираме и да бидеме брзи и информирани во тој дел. Јас би сакала само на крајот на разговорот или за окружување на оваа тема за која што зборуваме за овој проект да кажеме повеќе околу работата на Институтот за демократија и во контекст на ова, но и за што се друго можат да најдат граѓаните за вашата работа и на веб страната, но и што е она каде што тековно пак може исто да се информираат. Да, значи нашата работа најмногу ја споделуваме нели секако на веб страницата и покрај тоа на Facebook, Instagram и Twitter. Инаку Институтот за демократија работи генерално на три теми. Тоа е добро управување, европски интеграции, исто така имаме програма за парламентарна поддршка. Ова што моментално ние го работиме е во рамки на програмата за добро управување. Работиме на повеќе теми и ги поканувам граѓаните да пристапат на нашите социјални медиуми, на веб страницата, подобро да се запознаат со нашата работа. Се обидуваме се што работиме да го представиме и на јазик што е близок до граѓаните, да не користиме многу комплициран јазик. Ете и видеото е во таа насока, така што се надевам дека ќе препознаат нашата работа. Ќе го погледнеме видеото во продолжение. Јас само ќе потсетам дека ние зборувавме за тоа колку е важна одговорноста за управување со кризи, поплави, земјотреси, пожари, колку е важно да ја имаат оваа одговорност институциите и граѓаните, а пред се информацијата која што треба да знаат како таква, за да знаат кога и како и на кој начин да реагираат. Марко, благодарам за вашето денешно гостување. Посакувам успех во овој проект, посакувам и вклучување на повеќе општини во истиот, а исто така и во вашата понатамошна работа и целите кои што ги има Институтот за демократија. Благодарам на поканата.